Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Изградбата на капиталните проекти се приоритет број 1 на оваа влада. Покажавме како се гради, како правилно и рационално се трошат буџетските средства, преку кои создаваме просперитетна држава со модерни патишта и силни општини. Капиталните инвестиции во ресорот транспорт токму тоа и го покажуваат. Заклучно со третиот квартал, реализацијата на капиталните инвестиции се движи над 68% од основниот буџет на Министерството за транспорт, што покажува силна динамика по изградбата на патиштата, водоводните и канализационите системи, како и гасификацијата. Тоа ни дава за право да испорачаме силна реализација на капиталните проекти и до крајот на оваа година. Денеска со вице-премиерот Николовски сме присутни токму на еден од најзначајните капитални проекти, државниот пат Куманово-Крива Паланка, по-конкретно делницата Куманово-Страцин, кој представува главна патна артерија и поврзување на Скопје со североисточниот дел од државата. Вкупните средства што ги инвестираме за рехабилитација на овој патен правец изнесуваат 12 милиони евра. Денеска извршивме увид во рехабилитацијата на втората фаза од оваа делница од село Војник до Страцин, која е со должина од 16,6 км, а инвестицијата е во вредност од 7,2 милиони евра. Според активностите на терен и информациите кои што ги имаме од изведувачот и надзорот, оваа делница ќе се комплетира до крајот на месец ноември оваа година. Со тоа возможуваме нов, модерен, безбеден патен правец кој ќе им овозможи побрза и полесна комуникација на сите граѓани од овој дел на земјата. Истовремено засилено работиме на рехабилитацијата на делот од патниот правец од Куманово до село Војник и очекуваме напролет следната година целиот овој патен правец исто така да биде комплетиран. Она што е уште поважно, владата е силно посветена на докомплетирање на целиот коридор 8. Морам да споменам дека активно работиме на изградбата на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, како и изградбата на проширувањето на третата лента од патниот правец Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајр. Вкупните инвестиции што ги вложуваме овде во патната мрежа во целиот овој регион изнесуваат преку 80 милиони евра. На овој начин се грижиме за нашите граѓани, покажуваме дека сите ни се подеднакво важни. Овозможуваме подобри услови за живење, се грижиме за развој на општините и за просперитетот на целата држава. Се стремиме за европска еднина, нашите политики се движат токму во таа насока. Проектите што ги работиме овозможуваат регионално поврзување и подобра комуникација со соседите. Продолжуваме и понатаму со уште посилно темпо, попосветено за доброто на сегашните и на идните генерации. Ви благодарам. Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, денеска заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, со директорот на Бетон, со представниците и на изведувачот и на надзорот сме на локацијата каде што непречено и со полна парја се одвива рехабилитацијата на дел од делницата на државниот пат Куманово-Страцин, односно токму на патот од Куманово кон Крива Паланка. Целата рехабилитација е поделена, како што спомена министерот, во две фази, во два дела. Првата фаза од Куманово до село Војник, во должина од 15,2 км и во износ од околу 5 милиони евра. И оваа рехабилитација, согласно договорот, завршува јуни следната година и е во интензивна фаза на реализација. Овде, во втората фаза, од селото Војник до Страцин, во должина од околу 17 километри, односно инвестиција вредна околу 7 милиони евра, пари обезбедени од јавното претпријатие за државни патишта, каде што сме моментално. Овој дел е во завршна фаза и според динамиката се очекува да во текот, како што спомена и министерот, најдоцна до крајот на следниот месец, но сите наши очекувања во дискусија со изведувачот се дека средината на ноември истиот ќе биде завршен и затоа замолниц и благодарност на сите на трпението, на сите оние кои што патуваат од Крива Паланка кон Скопје. Ова е работа која што се прави еднаш во 40 и 50 години и навистина ќе се стрпим уште месец дена за да комплетно го заврши изведувачот и овој проект како дел од градежната офанзива која што имаме во североистокот на државата како никогаш досега.
како дел од паневропскиот коридор 8 до изградбата и модернизацијата на магистралниот пат Куманово-Страцин е од витално значење не само за овој регион, туку и за целата држава. Поврзувањето на локалните, на регионалните патишта со главните коридори за поврзување со соседните земји, а со тоа и со земјите од Европа е наш стратешки владин државен приоритет. И тоа го докажавме преку сите овие проекти овие 4 години. Токму овој коридор е во фокусот и на Европската Унија и е вклучен во економскиот инвестициски план на Европската комисија за Западен Балкан, вклучително и Северна Македонија. Ставаме силен фокус, особено на инфраструктурните инвестиции во североистокот на државата. Регион кој што беше запоставуван со децении, а сега е претворен во вистинско градилиште. Околу 100 милиони евра се инвестираат во патната инфраструктура во овој регион. Во полна пара е изградбата на третата лента кон граничниот премин Деве Бајр, проект во износ од 13 милиони евра, кој што представува поврзување и порта на нашата земја со Европска Унија и со Бугарија. Деве Бајр представува најпрометниот премин кон соседна Бугарија и затоа оваа влада се заложи за негово целосно искористување во позитивна смисла, од што бенефит ќе има домашната економија и граѓаните. Во овој регион паралелно непречено се одува изградбата и на експресниот пат Крива Паланка Ранковце, проект тежок 58 милиони евра, а веќе е изграден, односно се рехабилитираше на почетокот на овој мандат и државниот пат Ранковце Крива Паланка во должина од 21 километар. Време е истокот да го добие својот развој. Време за комплетно модернизирање на патната инфраструктура во овој регион. Во овој регион да подсетам дека следната 2022 година ќе се реализира, односно во завршна фаза е и тендерската постапка за железничката линија Куманово-Белјаковце, Белјаковце-Крива Паланка. Овој проект беше ветување 30 години во кој што ниту една генерација не веруваше. Дојде моментот, дојде денот кога сите постапки завршуваат и токму оваа офанзива ќе биде значена за македонската економија и за истокот. Крупни инвестиции има во поширокиот регион на истокот. Тече изградбата на втората фаза од експресниот пат Штип-Радовиш, забрзано се гради патот Крупиште-Кочани, веќе се пуштени во потреба патните правци Крупиште-Пробиштип како регионален пат, но и експресниот пат Штип-Крупиште во рамки на истокот. И како никогаш досега инвестиравме во модерно поврзување и на наодалечените градови, тоа се Берово, Делчево, Пекчево и Каменица со самиот исток и со државата. Продолжуваме да ја развиваме економијата преку инвестиции во патната и железничката инфраструктура, бидејќи токму овие инвестиции се моторот на македонската економија. Секоја инвестиција во изградба, рехабилитација или модернизирање на патиштата е инвестиција во задржување на младите во истокот и во развојот на економијата тука и дома. Оваа влада гради и инвестира во секој регион подеднакво и горд сум што во овој период во североистокот на државата се случува вистинска градежна капитална експанзија. Благодарам.